Градоначалникот Сашо Николов подитно ќе формира за да и помогне нападнатата локална економија, јавно советодавно економско тело. Ова меѓу другото таткото на градот го објави денеска по првата неформална средба со дел од бизнисмените од општината. Да направиме едно советодавно тело за економски и бизнис прашања кои што ќе се среќаваме еднаш во месецот. На тие состаноци ќе дискутираме за идеите кои што ги имат бизнис секторот према општината и према граѓаните и начинот на кој што општината може да излезе во пресред на бизнис секторот. Целта на ова тело е детално скенирање во штипската економија, дијагноза на проблемите и барање на излезни решенија. Главниот акцент е да нашата општина преку овото советодавно тело се отвори према инвеститорите, пред се домашните инвеститори, штипските инвеститори, да своите инвестиции ги остварат во нашата сакана општина. Тоа е првата работа. Ние треба да изградиме и целта е за одреден временски период од денеска една индустријска зона, која што ќе биде индустријска зона за македонските компании, кои што директно своите финансии ќе ги вложуваат повторно во општината, преку овозможување капацитет за нашите граѓани да се вработуваат во тие услови, да добиваат соодветна добра плата, соодветни добри услови за работа. Потенцијалните членови на ова тело идејата за домашна индустријска зона ја поддржаа. Јас малку ќе подотворам и ќе кажам дека идејата наши, предлозите наши беа да се биде тоа кон нормално, природно кон релацијата кон градот Скопје, значи на тој дел таму бидејќи нормално сите знаеме дека на овие другите делови градот не можеме да го шириме индустријски, нас ни требаат големи парцели. Со оглед на околностите, клучно прашање е дали штипската економија треба да продолжи со оваа стопанска структура, трудоинтензивното производство, а тоа е текстилот. Ставниците од текстилниот сектор изјавија дека ако им се можат услови да дојдат до едно такво земјиште, до една таква индустријска зона, дека тие размислуваат за одредени своји алтернативни бизниси. Нормално тие не ги кажаат тие работи, но и тоа веќе имат постојат такви идеи за да постепено се менува интензивната гранка кај нас. Првата неформална средба за оваа идеја донесе сериозни заклучоци и предупредување дека локалната економија трпи големи штети. Некои фирми загубија и до 80% од производството. Целта сега е како фирмите да се спасат.